Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за воспалителните заболувања на срцето, поточно за миокардитисот. Што го предизвикува, на каков начин се диагностицира и лекува. Колкав дел од пациентите болеста минува сама од себе, но има ли голем процент од пациентите кои што се соочуваат со трајни здравствени последици. За сето ова повеќе од разговорот со доцент доктор Планинка Зафировска, специјалист по интерна, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник. Доктор Зафировска, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов, Марија. Благодарам на поканата. Добар ден до тебе и до сите гледачи на Телма телевизија. Сите сме запознаени со фактот дека е опасно да се добие воспалително заболување на срцето, односно миокардитис. Кој дел од срцето страда во тие моменти? Така. Посебно сме информирани за оваа состојба со пандемијата сега со ковидот, значи голем акцент се стави на воспалителните болести, поточно воспалението на срцето или миокардот, тоест мускулот на срцето. Миокардитисот по-конкретно значи воспаление на мускулот на срцето или миокардот, како што го викаме ние. Болеста може да варира од една комплетно асимптоматска состојба до потешка клиничка слика, еден фулминантен, значи брзо прогресивен миокардит кој што се развива во срцева слабост, кој што може да биде придружен со малигни аритми и кој што може да заврши фатално. Кои се причинителите на миокардитисот? Па најчесто се инфективни причинители, поточно вирусите, нели најчесто се вирусите, може тука да бидат предизвикани и од бактерии, рикетси, паразити и така натаму, најчесто е инфектот. Меѓутоа, постои уште еден момент кога велиме воспалителни болести на миокардот, што и ние во клиничката пракса го гледаме и во истражувањата во кардиологијата, и морам да признам дека се уште не ни е комплетно све јасно, меѓутоа доказите велат дека не само инфективни причинители, меѓутоа може да се јави една автоимуна реакција на организмот, која што може да е во склоп на една автоимуна состојба на самиот организам, меѓутоа може и самиот инфективен причинител да, кога ќе го нападне срцето, тоест миоцитот, го направи на еден начин промена на самата клетка на мускулот, која што понатаму самиот организам ќе ја препознава како страна, како туѓа. И тогаш се јавува таа автоимуна реакција. Кога организмот самиот напаѓа. Организмот самиот си ги напаѓа своите делови од организмот, не знаејќи дека тие се негови. Се верува, според досегашните докази, дека овој вид на автоимуна реакција е најчесто генетски предусловен. Заради тоа и некој, нели, кај некој особи ќе си помине, и да се постари и пофрагилни, ќе си помине вирусот лесно или миокардитисот, кај некој тоа ќе се развие тешка клиничка слика. Така да генетиката игра улога, тригерите најчесто се инфективни причинители. Дополнително и како трета причина, кажам, етиологија на миокардитисот, се јавуваат и токсичните миокардитиси предизвикани од најчесто од лекови. Тука се цитостатиците, сега се многу актуелни, има една цела голема област во кардиологијата која што се развива, кардионкологија, која што ги изучува ефектите на цитостатиците на срцето и на срцевиот мускул. Понатаму други лекови, тука и антибиотиците, за жал да спомнам, да секој пат помислиме дека може и антибиотик обичен, кој што кај нас е секој дневие, за жал, може да предизвика токсичен миокардит, други ефекти на радиација и така натаму. Може и убоди од некои инсекти, како што се оси, може, апсолутно, пајаци. Да. Пајаци, шкорпи, оси, змија, сето тоа значи може да направи како тригер на една автоимуна реакција на организмот, која што може, зависно како да се, зависно и од третманот, да има различен тек. Така, споменавте сега во пандемијата со SARS-CoV-2, голем дел од пациентите во различна фаза од болеста имале добиено миокардитис, но не само овој вирус, туку
И вирусите на грип, предпоставувам, истото Така. може да го предизвикаат. Што е со коксаки вирусите или пак стрептококните инфекции? Многу се плашат од стрептококна инфекција и болест на срцето. Така. Дали е тука поизразен линкот? Значи, по-конкретно миокардитисот кај стрептококните инфекции е поредок. Не се исклучува причина, значи стрептококи и стафилококи, меѓутоа по-конкретно оној страф од стрептококните инфекции е заради развој на ревматска треска или ендокардитиси, што е малце поразлично во однос на миокардитисот. Значи, ревматската треска и ендокардитисот е исто така воспалителна болест на срцето, меѓутоа ги зафаќа валвулите најчесто. Се создаваат вегетации кои што се буквално лепат за валвулите на срцето, кои што знаеме дека се вентили кои што возможуваат проток на крв и тука може да дојде до дисфункција на тие валвули и последователна срцева слабост. Така да тоа е тој страф од стрептококните инфекции, што се однесува до причинителите инфективни за миокардитисот, значи вирусите се најчести. Кои вируси сега последните истражувања од светската литература велат дека најчести се парвовирусите. B19 парвовируси кои што буквално 50% од популацијата има веќе антигени кон нив. Значи 50% од популација дошла во контакт со парвовирус. Значи тоа може тотално асимптоматска инфекција да биде. Сега кај кој како ќе се развие миокардитис не мора да значи секој кој што има вирус, тука е инфлуенцата, нели инфлуенца А знаеме. Па и може би 80-90% од популација ги имаат поминато тие вируси, да не кај сите, значи се развија миокардитис, него одредени особи кои што се најверојатно генетски предиспонирани. Херпес вирусите исто така се чести, коксаки вирусот исто познат. Тие вируси се исто ги плашат пред се родителите кога нивните деца ќе добијат, но дали сите коксаки вируси може да предизвикаат ваков проблем? Не, апсолутно не сите коксаки вируси и дополнително пак ќе апелирам и да има детето коксаки вирус не значи дека ќе развие миокардитис. Значи треба да бидеме keep calm што се вика и да видиме, да консултираме лекар, се разбира, и да видиме како ќе се создава ситуацијата кај детето. Како започнува болеста? Како изгледа? Тоа е Дали секогаш интересното. мора да имаме воспалено грло или диареја, па покачена температура? Не. Не мора да значи, повеќе од 50% од случаевите на миокардитис најчесто не можеме да идентификуваме инфективен причинител. Значи, најчесто нешто што поминало се случило и не можеме актуелно да го идентификуваме како причинител. Така да зависи од ситуацијата, значи како ќе се одвива. Често на пример јас сум имала случајност 2 случаеви кои што развиле миокардитис помлади деца од салмонела. Сега тоа беше јасно докажана салмонела 2 недели претходно имале таква инфекција, нели, која што знаеме салмонелата дава обично тешка клиничка слика со високи температури, со болки во стомакот, со профузни диареи, така да тоа е едно инфективно заболување кое што не може да се промаши, нели, и заради тоа сме идентификувале дека салмонела е причинител на миокардитисот. Меѓутоа, инфекции како инфлуенца, па и парвовирусите, значи може само малте не носето да му потече, да не го приметиме ништо дека се случува, а после 2-3 недели или повеќе недели да се развие клиничка слика на миокардитис, значи кој што во случајот најчесто е автоимуна реакција. Како се манифестира? Па има различни клинички презентации, од прилика 3 до 4 клинички презентации. Според поделбата, првата презентација уште го викаат миокардитис сличен на инфаркт. Затоа што се презентира, клиничката слика е многу слична на миокарден инфаркт, малтене не можеме да ги разликуваме. Што се случува? Се случува да пациентот сега последно што имал случај, значи буквално се чувствувал супер, не имал претходно никаква ни инфекција, барем колку што се сеќава, одеднаш чувствува градна болка која што се шири према двете раце, силна градна болка према вилицата, типично за инфаркт. Повраќање дополнително, болки во стомакот, значи многу лошо се чувствувал, препатување, што е исто карактеристика на инфарктот. Нормално, родителите веднаш го однеле во амбуланта, на клиника, направен електрокардиограм со знаци за инфаркт. Значи многу слично како за инфаркт.
направена коронарографија, нели мислејќи дека иако младо детето сепак да се исклучи инфарктот, значи чиста коронарографија, нема запишување на крвните садови, не инфаркт, и после тоа го упатија пациентот на магнетна резонанца на срце, каде што визуализиравме дека станува збор за миокардитис, сериозен миокардитис. Значи, тоа е еден начин на клиничка презентација, бурна, со градна болка и така натаму. Втор начин на клиничка презентација, која што и почеста, е развој на срцева слабост, која што може да се случи акутно, да кажам, прогресивно, меѓутоа може и суптилно, постепено да пациентот почна да чувствува некој замор, одеднаш не може скалите да ги качи, постепено да се развива диспнеја, значи глад за воздух, утоци на нозете да се јават и така натаму, значи една клиничка слика за срцева слабост. И кога веќе ќе дојде во амбулантата, значи кај кардиологот, да се направи една анализа, ЕКГ-то може и да не покажува никакви знаци, а на ехокардиографија најчесто гледаме веќе ослабено срце, значи намалена пумпна сила. Третата клиничка презентација кај миокардитисите, и ова е можеби најопасната, кога буквално пациентите немаат никаков симптом, се додека не се случи нагло малигна аритмија. Значи аритмија која што како вентрикуларна тахикардија, која што може да преде во вентрикуларна фибрилација, да доколку немаме во моментот кардиошок, нели да немаме можност да направиме кардиоверзија, пациентот може нагло да почине. И тие случаеви кои што, например, кај спортисти се јавуваат на терен, не ни знае, тие се млади, здрави атлети, силни. Поминал некој пат вирусчето асимптоматски оставило една лузна на миокардот на срцето, да после тоа на напор развие малигна аритмија. Затоа велат и миокардитисот може да биде тивка болест. Тивка болест, и таа е најопасната, тоа највеќе се плашиме. Оние фудбалери по терени што ги гледаме, што знаат нагло да паднат, да се срушат, не е смешно, сега се смеам во моментот, меѓутоа среќа последно време имаме нели брза реакција, па ги враќаат назад, го ресторираат нормалниот синус ритам на срцето, и после тоа, до каде сме стигнати со медицината и со кардиологијата поточно, значи ставаат, имплантираат апаратчиња, како батерии и пейсмејкери, кои што ќе бидат како вграден електрошок. И понатаму спортистите продолжуваат да спортуваат, со што ако им се повтори таков вид на аритмија, нели ќе се направи еден внатрешен кардиошок и ќе се врати во нормала ритамот на срцето. Тие благодарни за диагностика, да кажам, наоди, кои што нели понатаму може да превенираат нагла срцева смрт и лош исход. Кардиоваскуларните болести обично се поврзуваат со повозрасната популација, но вие веќе споменавте, млади, здрави лица може да заболат од неа. Може ли новороденче да има миокардитис, бебе? Да. За жал, миокардитисот почесто е болест на младата популација. Според некои истражувања, значи доказите од литературата велат дека дури и до 42% од причините за нагла срцева смрт кај млади луѓе, навидом здрави, е миокардитисот. Така и кај бебињата и поточно и децата, значи кај нив обично клиничката слика оди со развој на срцева слабост и дилатативна кардиомиопатија. Дури 40% од децата кои што имаат дилатативна кардиомиопатија или просто кажано проширено и ослабено срце, причината за тоа е миокардитис. Да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Телефонскиот број почитувани е 02 3076 677. Доцент доктор Планинка Зафировска, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник, е во студиото на Телма. Таа ќе даде одговори на сите ваши прашања и дилеми поврзани со воспалителните заболувања на срцето. Кога некој пациент ќе дојде со симптоми кои што укажуваат на ваков проблем, кој што очигледно не секогаш може јасно да се утврди за што станува збор само од разговор, бидејќи наликува, споменавте, во одредени случаи како инфаркт. Што преземате? Која е првата диагностичка алатка што ја применувате за да проверите дали се работи за тоа или не? Бидејќи јас работам во главном кардиолошка установа и сум кардиолог, нели кога ќе имам пациент со ваков вид на симптоми или тегоби на кои што се поплакува,
Прво што правиме, па и верувам и сите лекари, правиме еден физикален преглед, нели, во кој што правиме инспекција на пациентот, нели, најпрво и најважно, нели, 70% од дијагнозата е добро земена анамнеза, земаме добра анамнеза, меѓутоа конкретно во случајот за миокардитис може и да, нели, нема никаква анамнеза посебна, а да има наод. Физикален преглед правиме. Имаат забрзана работа на срцето повеќето? Да, значи правиме електрокардиограм, каде што на електрокардиограмот можеме да увидиме евентуални проблеми. Значи може да се јават проблеми од типот на промени на есте сегментот, како инфаркт, нели, како конкретниот случај што го споменат, меѓутоа може да има и неспецифични промени на Т-бранот, може да има забрзана срцева работа, како што рековте. Често се јавуваат екстрасистоли или прескокнувања. Конкретно сега со ковид пандемијата, најчесто пациентите кои што доаѓаат, кои што има некаков вид на инфламација на срцето, се поплапкуваа на палпитации, ги чувствуваат како прескокнување. Сега нормално не секоја палпитација и прескокнување значи воспаление, меѓутоа често такви симптоми чувствува. Ќе направиме електрокардиограм, меѓутоа неретко може сосема уреден да е електрокардиограмот и обично пристапуваме кон ехокардиографија. Ехокардиографијата е една неинвазивна дијагностичка алатка која што ќе ни даде информации за морфологијата, структурата на срцето и најважно пумпната сила, не само пумпната сила, него и диастолната дисфункција, значи субклиничка систолна дисфункција на срцето. Морам да споменам дека одредени типови на миокардитис и неретко имаат уреден електрокардиограм, уредна ехокардиографија. Што правиме во овие случаеви? Добро е да имаме секаде, нели, барем на западот тоа го практикуваат, да имаме пристап до магнетна резонанца на срце, која што е, да кажеме, еден вид на златен стандард за дијагностика на миокардитисот. Каде е предноста на магнетната резонанца на срце? Значи, прво, тоа е неинвазивна една дијагностика, не користи радијација, значи е релативно безбедна дијагностичка метода, малку трае и цената е обично проблем, меѓутоа добиваме многу прецизни информации за структурата и функцијата на срцето и најважно, кој што ја нарекуваат виртуелна биопсија, затоа што буквално можеме да визуализираме лузна на срцето. Тоа со обична кардиографија не може. И зависно каде се наоѓа лузната, зависно како е манифестирана, можеме да тврдиме дека станува збор за миокардитис. Меѓу другото, не само тоа, зависно наодот на магнет, можеме да тврдиме и да заклучуваме, да кажам, да прогнозираме дали станува збор за лесно воспаление на срцето, значи лесна форма на миокардитис. Има студии кои што велат дека одредени наоди, шеми на магнетот, значи прогнозираат лесна инфекција која што пациентите најчесто се излекуваат од неа. Меѓутоа, ако видиме наод на обсежно зафаќање, обсежна инфламација на левата комора, па дополнително и десната комора доколку е зафатена, тука веќе независно може и клинички добро да изгледа пациентот, мораме да мислиме дека тој пациент е со висок ризик да развие срцева слабост или малигна аритмија и треба да имаме друг пристап кон овие пациенти. Поагресивна терапија, хоспитализација, евентуално ако влошува, се случува и тоа да влошува систолната функција, кај фулминантниот миокардитис, што ќе го спомнеме, giant cell, така ќе го спомнеме, голема клетка, значи кај тие обавезно барем на запад каде што имаат достапност, имаме сега и ние, фала Богу, меѓутоа кога ќе визуализираат такво нешто, кога се сомневаат, прават и ендомиокардна биопсија, значи на срцето, за да го докажат и веднаш овие пациенти биваат ставени на листа за трансплантација, затоа што најчесто лошо поминуваат. Имаме двајца гледачи, ќе ги вклучиме веднаш, потоа ќе ни појасните каков е тој миокардитис джиновска клетка. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас во студиото, до докторката и до водител. Ви благодарам. Значи, само 2-3 кратки прашања. Прво, прашањето ми е дали има поврзаност меѓу со миокардитисот, било какво воспаление телеки, се повозрастни личности. Само ќе замолам одриже малку погласно, бидејќи нејасно слушаме, значи дали постои поврзаност помеѓу миокардитисот и внатрешни телесни воспаленија. Внатрешни телесни воспаленија, значи внатрешни воспалителни добро процеси.
Второ, дали има некаква врска, акутна, така се вели тоа, долга диареја, кај возрастни лица прашувам, за во врска со варијации на притисокот, крвниот притисок и пиење на лекарства континуирано, но и исто со миокард, замор, значи ослабен звик, како да кажам, да не може да се земе звик, или пак блага болка во срцевиот дел. Тоа е второто. И трето, дали од ревматоиден артрит се варијации постојат во срцето и со крвниот притисок. Ви благодарам. Добро, ви благодарам. Малку нејасно се слушаше, но од прилика дешифриравме за што се работи. Да, убави прашања. Да, убави прашања постави гледачката. Да, праша дали може миокардитисот да се јави како компликација на внатрешни воспаленија на организмот. Да, таа е една група на миокардитиси кои што најчесто се автоимуна природа и се јавуваат кај генерализирани автоимуни болести на организмот, како што го спомна ревматоидниот артритис, тука ќе го спомнам системски лупус, дерматомиозитис, саркоидоза, често и благодарно да се детектира како миокардитис, бидејќи добро реагира на терапија. Во однос на варијациите на притисокот со диарејата, сигурно има некаква поврзаност, бидејќи нели имаме хиповолемија, хиперволемија заради тие варијации кои што делуваат на крвниот притисок и дополнително нели секоја тегоба и нелагодност кај пациентот дополнително доведува до варијации на крвниот притисок. Спомна дека чувствува и блага болка, не знам дали за неја зборуваше. Да, така да препорачувам, бидејќи претпоставам повозрасна особа, да сепак се обрати прво до матичниот лекар да процени па да видиме евентуално да се упати на дополнителни исследувања. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторката. Секако повелете, ве слушаме. Поздрав до Нејзе. Благодарам. Поздрав до докторката. Ви благодарам за поздравот. Кој е вашето прашање? Моето прашање, јас загушавам страната, значи ме гуши. Чувствувате гушење? Гушаме почесто, имам висок притиск. Јас сум 46 години. 46 години, од тие 46 години имам 240 просек притиск. Крвен притиск. Значи имате многу висок крвен притиск. И кога идек на лекар ми кажа, вика, имаш хипертропија и мобитропија, која е това другото, не го знам, не го сватих. И сега, кога одам се замарам. Дома сум сега, ве гледам и сега морах да се јавам. Така да се јавите и да побарате консултација за вашиот проблем. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Висок притисок, доктор Ки, гушење. Да, сериозен проблем, кога што слушнав 46 години има слушател, значи млад слушател со очигледно многу висок крвен притисок и веќе оштетување секундарно на органите, спомна хипертрофија, значи тоа е задебелување на срцевиот мускул кој што се јавува како резултат на оптоварување притисочно, нели повисокиот крвен притисок. Ова е еден апел ќе се користам зашто често имам такви пациенти кога ќе дојдат и ќе речат ќе измериме притисок 170, 185, 160, да е висок е притисокот, не, тоа е мој притисок, јас сум навикнат, си го чувствувам добро, да. Значи тоа не е во ред затоа што препораките се вредностите на крвниот притисок да бидат до 130 со 80 и нема отстапки од ова, нема мој твој притисок. Значи ве молам кога ќе забележите повисоки вредности на крвниот притисок, се настрана од темата за миокардитис, обратете се првен до матичниот лекар, а после тоа евентуално и до кардиолог. Терапија секој пат има, секој пат се наоѓа. Не е доволно само да се пијат лековите, ги пијам лековите, тоа е притисокот. Не, терапијата се титрира, се адаптира и секој пат се наоѓа решение за третманот на хипертензијата. Така ќе апелирам и до слушателот кој што бара совет да се упати евентуално до матичната, во неговиот случај со хипертрофија веќе е за кардиолог, значи апелирам да се упати до кардиолог, да се направи евентуално ехокардиографија, да се процени и да се најде соодветниот третман на таа хипертензија, затоа што, како што кажа, се заморува, заморот може да биде предизвикан и од самиот висок притисок, меѓутоа задебелувањето на срцето доколку прогредира доведува до ослабување на срцето, значи срцева слабост, со отоци на нозете, а тогаш веќе е нели доцна.
а и непотребно, нели? Да се интервенира на време за да се спречат понатамошни компликации. Дополнително да спомнам и бидејќи спомнах замор, може с хипертензијата, значи нерегулираниот крвен притисок, да направи коронарна болест, запушување на крвните садови, кои што понатаму може да доведат до инфаркт. Така да благодарам на прашањето, меѓутоа ве молам, обратете се до кардиолог, затоа што вашиот проблем е решлив. Тука ќе пуштиме блок реклами, а веднаш потоа продолжува денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Доцент доктор Планинка Зафировска, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев, е наша денешна гостинка во Телма амбуланта. Зборуваме за воспалителните заболувања на срцето, кои што стручно се нарекуваат миокардитис. Докторке, кога кај некој пациент ќе се утврди ова болест, еве со магнетна резонанца ги забележувате промените на срцето кои што укажуваат на воспалителен процес. Дали ке сите нив треба да се направи биопсија за да се утврди што довело до овој проблем? Така, прво само да спомнам, воспалителни болести на срцето може да бидат миокардитис, меѓутоа може и ендокардитис да биде, тоа што го спомнав претходно, значи оштетување и вегетација на валвулите внатрешни. Миокардитисот е конкретно воспалителна болест на мускулот, значи изолирано на миокардот. Што со ендомиокардната биопсија? Значи, таа се смета за златен стандард за диагностика на миокардитот. Значи, за дефинитивно докажување на миокардитис, кој вид на миокардитис и евентуално инфективен причинител може да се идентификува, се смета ендомиокардната биопсија. Меѓутоа, морам да спомнам дека оваа метода веќе се напушта и на Западот. Зашто? Заради тоа што причинува голем процент на компликации. Сега не е тоа исклучок, се препорачува во центри кои што имаат висок волумен, значи стручни, треба прво кардиолог или хирург или радиолог, значи интервентен кој што е точно едуциран и стручен со голем волумен, да точно знае, бидејќи знаете, не секој пат целиот миокард е инфламиран. Него има делови, например кај саркоидозата, само одделни сегменти од миокардот се инфламирани и доколку не се погодат тие сегменти, хистопатолошкиот материјал не е безвреден, нема ништо да добием. Така да прво е тоа, значи да е стручен лекар интервентен кој што ќе го сработи тоа, понатаму нели да го сработи без компликации, бидејќи се пријавуваат и тоа во светските центри до 3% компликации од оваа интервентна процедура, и понатаму многу важно да имаме стручен специјализиран хистопатолог кој што ќе знае да го анализира материјалот кој што ние сме го земале. Не ретко се тие стручни центри кои што можат сето ова на, да кажам, рутински бази да го обавуваат. Например, кај нас во Македонија, колку што јас знам, се уште немаме таква можност, може би се направени неколку биопсии, се направени неколку биопсии една и кај нас, меѓутоа не е станато тоа рутина. А на ваков начин сигурно може да се потврди или затоа што не. Постои повторно можноста да не се утврди? Може, до 25% има повторно дискрепанца во наудите и немаме дефинитивни 100% резултати. Поради сето ова и препораките последни кардиолошки, значи препораките се да се прави ендомиокардна биопсија само кај оние пациенти кои што имаат тешка клиничка слика со брзо прогресивен миокардитис и тешка срцева слабост. Зашто? Затоа што сакаат да детектираат кога станува збор за што го спомнавме giant cell или гигантоклеточен миокардитис. Затоа што овој вид на миокардитис има многу полоша прогноза, значи доколку го идентификуваат, веќе овие пациенти биваат веднаш ставени на листа за трансплантација. Значи лоша е прогнозата во тој случај. Да, лоша е прогнозата кај овој вид на миокардитис. Редок или чест е овој гигантска клетка морам миокардитис? Да кажам дека пациентите кои што се презентираат со тешка клиничка форма, со брзо прогресивен миокардитис, кој што лошо завршува, кај нас имаме неколку такви случаеви кои што за жал не сме ги докажале дека е гигантоклеточен
заради недостаток на ендомиокардна биопсија, најчесто лошо завршуваат и се ставаат на листа за трансплантација или се планираат за механичка потпора како елвади, знаеме сега имаме механички срца елвад, екмото тука може да игра голема улога. Интересни податоци се од стручните центри во Америка да овие пациенти со тежок фулминантен миокардитис, кога ќе проценат, ги ставаат на екмо. Тоа е за гледачите или машина која што представува всушност екстракорпорална циркулација, кога една машина го заменува срцето и се чека додека да се одмори, додека стивне воспалението на срцето. И во центрите во Америка дури до 70% од овие пациенти биваат излекувани, што е одличен податок. Така да ендомиокардната биопсија во принцип е резервирана за тешки фулминантни случаеви заради детекција на овој вид на миокардитис и дополнително што прави разлика, не само со тоа што ќе очекуваат полоша прогноза, дополнително овој вид на гигантоклеточен миокардитис може да се третира, доколку се докаже, со цитостатици, значи со имуносупресивна, со кортикостероиди, агресивна имуносупресивна терапија. Имаме гледач, ќе му дадеме предност да се вклучи во програма. Добар ден за него. Добар ден, Марија. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Би сакала докторката да ја прашам. Јас боледувам од срцето уште пред 32 години, а сега имам 64 години. Тогаш добив миокардит, а никакви воспалителни работи, ништо не сум имала. Мислам, толку сум била здрава, како челик, да речам, народно кажам. И одеднаш, после пораѓај на детето, детево ми немаше ни година дена, јас нагло, не знам што ми се случи, одеднаш не можам ни да одам, да се движам, детево не можев да го држам, а бебе, и одам на интернет, и докторот ми дава лекарства, и сега јас се мислам дека тогаш миокардит, дека сум прележала, и после кратко време па почна и притисок да ми се качува и ракна дојка и ред други работи, меѓутоа за срцето сакам да кажам дека мислам дека тогаш миокардит прележав. Скоро правев коронарографија на клиника кај Спировски, докторот на кардиологија, и он ми рече добри ми биле овие, како се вика... Резултатите? Да. Ми рече дека не сум имала никакви запушувања, се било во ред, ми пишуваше неназначено дека сум имала ангина пекторис. Сега јас викам дали тоа било миокардит или нешто друго. Значи се уште сте во дилема што ви се случило тогаш. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите за оваа ситуација? Да, благодарам на прашањето. Па не разбрав дали е утврдено дека има срцева слабост со слушателката или не беше потенцирано, но тоа веројатно ќе прочиташе доколку во извешта доколку имаше такво нешто. Ако има падна ежекционата фракција на ехокардиограма, значи доколку има симптоми и знаци за срцева слабост, може и самата хипертензија да биде причина, може да има други причинители, а може и, кој што се сомнева, да станува збор за миокардитис. Меѓутоа, тоа најдобро ќе треба со нејзиниот кардиолог да го расчисти. Постојат методи, постојат опции. За жал, се уште сме ограничени со употребата на магнетна резонанца на срце, во Жан Митрев клиника ја има, меѓутоа не секаде, меѓутоа има знаци ехокардиографија, параметри кои што од крвта се испитуваат, постои параметар тука БМП кој што ќе го споменам, кој што знае да се елевира кај срцева слабост, така да се утврди точно за што станува збор. Не е исклучена можноста да имала миокардитис, дополнително па и не се исклучува доколку има срцева слабост да станува збори за постпартална кардиомиопатија, значи постпартална после раѓање некоја срцева слабост која што се јавила. Јас советувам слушателката да се консултира со кардиологот евентуално за подетална евалуација. Обично колку време е потребно за да пројде миокардитисот?
Дали е секогаш потребно лекување? Доколку е во блага форма, може ли да пројде болеста сама од себе? Од што зависи дали ќе остави трајни последици или не? Мислам дека зависи од генетиката највеќе. Веќе го спомнав тоа, така видовме и со ковидот. Најверојатно генетиката игра главна улога и секако добриот и навремен третман. Да, може да трае кратко, може да биде асимптоматски, како што кажавме, може и да има клиничка слика посериозна, а набргу да дојде до опоравување, значи буквално да се смири првен инфектот, доколку е инфект во прашање, или воспалителната реакција да се смири и понатамо да не остави никакви последици. Кои се препораките сега зависни од тежината на клиничката слика, меѓутоа најчесто гледаме да пациентите во тој период кога се во акутна, субакутна фаза, што е до 3 месеци, ги најпрво поштедиме од физичка активност. Значи спорт, потешка физичка активност е забранета. Не да лежат на кауч како болни, меѓутоа движење, пешачење, да, поизразена физичка активност, значи пулсот обично да не се крене над 130 удари во минута. И дополнително, доколку има простор, барем јас на моите пациенти, зависно од тежината на миокардитисот, секој пат гледам да им дадам некои лекови за срцева слабост, да ги заштитам од типот на бета-блокатори и евентуално, доколку има почетно структурно нарушување на срцето, да им додадам АКЕ инхибитор, нели, за да го заштитам срцето. До 6 месеци се препорачува да нема физичка активност, значи пациентот може обично поминуваат тегобите доколку е градна болка и така натаму, тоа поминува брзо за неколку дена, доколку е срцева слабост во прашање, зависи од текот, од тежината на клиничката слика, од третманот, како ќе се движи. До 6 месеци гледаме да ги следиме со терапија и да немаат никаква физичка активност. Обично се прават магнетна резонанца на срце, нели, која што многу ни помага во случај да видиме колку е изразен. Колку контролни прегледи со магнетна резонанца се потребни во овој случај? Да, точно. Значи, ни треба еден иницијален преглед за да видиме доколку дијагнозата е дефинитивна на магнетот, онда обично за 3 месеци после тоа препорачуваме уште еден магнет. Може да се случи да во акутната фаза не ги имаме сите, да кажам, комплетни промени на срцето, па онда препорачуваме по 6 недели, по 4 недели, зависно како ќе се одвива клиничката слика, да направиме контролна магнетна резонанца. Во принцип, па и од нашиве искуства во Жан Митрев клиника, до година дена пациентите им препорачуваме да се мирни, ги следиме на ехо, да не расшири срцето, зборувам за оние видови форми на миокардитис кои што нема да направат срцева слабост, значи ги следиме до година дена, евентуално терапија, а после година дена, нели, доколку немало развој на посериозни симптоми како аритми или развој на срцева слабост, онда најчесто се враќаат во нормалниот живот, најчесто можат и да спортуваат и така. Тоа уште е една, да кажам, греј зон во кардиологијата, спортската медицина, конкретно затоа што меѓу овие, нели, има и атлети кои што се атлети кои што вредат илјадници, стотици, илјадници евра и доколку, нели, имале миокардитис, како понатаму ќе го стопираме, ќе му ја скратиме кариерата. Тоа се, да, сепак се прават проценки со тимови, специализирани хард тимови, кои што со лекар од спортска медицина, кои што ќе процени како ќе се одвива, да. А има ли миокардитиси што се повторуваат, повторувачки? Верувам дека има, морам да признам, не сум сигурна, меѓутоа да, верувам дека има. Јас конкретно значи може повеќе од еднаш да се добие? Да, јас конкретно не сум имала пациент со повторувачки миокардитис, меѓутоа може да има хроничен миокардитис, значи хронична форма на миокардитис. Тоа се и тие форми што ги има, нели, може да биде акутна презентација со инфект во моментот, кој што трае обично 2-3 недели и после тоа поминува понатаму, или евентуално да се јави хроничен миокардитис кој што ќе биде со перзистирачка инфламација и обично овие форми на миокардитис се малце потешки понатамо за менеджмент, имаат посериозен тек. И постои уште една форма, тоа е поранешен миокардитис, што често на магнет го гледаме. Значи, сме имале случаеви
ќе дојде пациент, имав јас инфаркт и така натаму, правиме магнет, гледаме лузната, не било инфаркт, бил миокардитис, тие се значи поранешен миокардитис, лузна на срцето која што зависно каде се наоѓа, колку е обсежна, како понатаму ќе се развива. Докторке, вие имате европски сертификат за работа со оваа метода. Наскоро во Жан Митрев клиник се одржи еден курс, обука за работа со магнетна резонанца. Ќе гостуваат исто еминентни имиња од оваа област. Може да ни дадете неколку информации. Горда и возбудена за овој за мене голем настан кој што ќе се, а и верувам и за кардиологијата во Македонија, кој што ќе се одвива следната недела. Значи да, јас Европа, еве поконкретно Европското здружение за кардиологија за сите овие методи има точни препораки и насоки како треба да се заврши едукацијата и секако испити кои што треба да се положат за да може нели понатаму тој лекар да практикува работа со оваа метода. Ја конкретно сум сертифицирана од Европското здружение за кардиоваскуларен имиџинг за работа со магнетна резонанца на срце, имам левел 2 сертификат. Следнава недела ќе се одржува курс, ова ќе биде значи базично ниво, левел 1, ниво 1 за курс кој што ќе биде акредитиран од Европското здружение за кардиоваскуларен имиџинг и на голема среќа моја ќе имаме реномирани предавачи од областа на кардиологија и магнетна резонанца на срце, како професор доктор Кјара Бучарели Дучи, која што е воедно и моменталниот председател на Сдруженијето за магнетна резонанца на срце и професор доктор Робин Највелд, кој што е мој ментор дополнително, тој е подпредседател на Европското здружение за кардиоваскуларен имиџинг. Така да обуката ќе биде обавена во Жан Митрев клиника, организацијата е со Македонското кардиолошко здружение и групата за имиџинг. Ќе имаме партиципанти, кардиолози, радиолози кои што ќе се запознаат со оваа метода и целта е секако да најде поширока примена и потреба кај нас, бидејќи веќе на запад магнетот наоѓа секојдневна примена во буквално скоро сите патологии во кардиологијата. Докторке, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за исцрпните појаснувања поврзани со воспалението на срцевиот мускул, болест позната како миокардитис. Ви благодарам на вас, благодарам на слушателите. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете пријатен ден.